Дали со најавата за катна гаража на комплексот клиники Мајка Тереза паѓа во вода изградбата на нов клинички центар. Според тоа како течат плановите на здравствените власти, темелите на клинички нема да бидат удрени ниту следната година. Министерот меѓути песимистички вели дека не сака многу да ветува, ама уверува дека ќе направи се што е во негова моќ. Ништо не сакам да обечавам во тој правец, ви кажав, многу е комплексен, значи голем е проект, капитален е проект. Ја би кажал дека тој проект е уште поголем него коридорот 8 и 10D, уште поголем. Ние имаме направена и таква пресметка, има заинтересирани страни, има заинтересирани групи на интерес за да го изградат тоа не само клинички, тука и концептот, тоа што ви викам, со регионализација на цело здравство. Меѓутоа останува на идејата за спојувањето на клиниките во еден клинички центар, што ќе го води само еден човек, а сите економски и медицински директори одат во историја. Министерот вели дека со тоа ќе спаси голем дел на финансиски средства, но дали тоа ќе биде реализирано? Според неговите претходници министри, пречка ќе биде политичката одлука, бидејќи е период пред избори и треба да се укинат повеќе од 50 на директорски позиции. Половината организацијски, односно економски менаџери кои се партиски кадри од власта, ќе треба да останат без работа. Мнозинството од нив се од ДУИ, а меѓути доаѓа од Алијанса за албанците. Не само организационите, нема да ги има ни медицинските, само ќе има шефови на одели или на клиники, раководители, како што функционира тоа РИЛУЦ сега во моментот, таа е клиника, перфектно функционира, точно, а модалитетите како ќе бидат понатаму, дали ќе биде како фонд, успешна приказка фонд за здравство, дали ќе биде со еден директор или со двајца, ќе има медицински организационен, како генерален тоа што го кажав, тие модалитети ќе ги одлучиме заедно со владата. Што се однесува до новиот клинички центар и покрај 14 години сменети министри, предизборни ветувања, физибилити студии, па дури и сечење црвени ленти, тој остана само на хартија.